Кирил Петков останува без својата шефица на дипломатијата. Теодора Генчовска најави дека поднесува оставка од позицијата министер за надворешни работи на Бугарија, а причината е Македонија. Во интервју за БТВ таа вели дека заминува од својата функција, бидејќи премиерот имал намера да го заобиколи и крене ветото за Македонија, а таа информација дознала преку разговори со меѓународниот фактор. Външно министерство наистина е перфектна институција. Министерството за надворешни работи е перфектна институција. Од секоја средба има стенограм со соодветна квалификација. Во зависност од интересот и тематиката се испраќаат до Народното собрание, владата, администрацијата на председателот, други министерства. Во наши разговори на представници со европски институции не информираа дека има други сигнали од премиерот. Премиерот Кирил Петков го демантираше ова тврдење на Генчовска, велики дека ширела лажни вести, порачувајќи дека не сакал тој сам да ја тргне блокадата. Уште еднаш повтори дека Бугарија има 3 услови кои Македонија мора да ги исполни за напредок на европскиот пат. Бугарија има 3 јасни јасни барања за да имаме прогрес и напредок на темата Република Македонија. Прво, усогласеност околу рамковната позиција која беше прифатена од бугарскиот парламент, вклучување на бугарите во Македонија во уставот на Република Македонија, за да можат нивните права да бидат заштитени. И трето, договорот за добрососедство да се исполнува. Дека Петков имал план да го крене ветото, анализира и БГНС. Во текстот се потенцира дека бугарскиот премиер ќе се обидел таквиот потек да го представи како победнички за Бугарија. Кирил Петков навести и дека компромисот што се подготвува ќе биде невиден успех за Бугарија, бидејќи вклучувањето на бугарите во уставот на Република Македонија ќе се случи пред првата меѓувладена конференција на Европската унија за Македонија, што е вистински почеток на преговорите, и дека тоа би го гарантирало Европа. Ова е всушност потврда на веќе напишаното од БГНС во минатата недела, дека подготвениот договор пред бугарското општество ќе биде представен како огромна победа и целосно преклопување на условите за семнување на ветото од претходната позиција. Токму Македонија е причината поради која владата на Петков сега е на стаклени нозе, откако вчера Слави Трифонов најави дека неговата партија и 12-те пратеници ја напуштат владината коалиција, со што владата на Бугарија веќе го нема мнозинството.